Таско, добро познат си на нашата публика, како човекот што нема влакна на јазик и си кажува се што му е на срце и на душа. Овој пат ни доаѓаш со намена, бидејќи ни изненади на Великден, ни објави сингл со наслов Воскресение. Може ли прво да ни кажеш нешто повеќе околу инспирацијата за песната, бидејќи гледам еви на социјалните мрежи, поминуваш низ некој тежок период, правиш големи промени во животот. Прво ќе почнеме со инспирацијата за песната. Не знам како да кажам, инспирацијата за песната ми дојде само по себе. Седнав и некои работи кои што луѓето не ги знаеа за мене одреден временски период, сакав да ги пренесам во песна, знаејќи дека само така ќе ме чујат и ќе ме разберат што сакам да кажам. И зашто ме нема, едноставно песната е еден период кај што сум пребродил некои работи во мојот живот кои ми биле стресни, лоши и буквално сум морал да се откажам од многу работи за да станам некоја нова подобра верзија за себе. Темата Воскресение одбрав затоа што во секоја, да речам сега можеби е верски поврзана, меѓутоа во секоја вера постои некое воскресение, дали е тоа духовно, дали е физички, не е битно. Мислам, буквално треба, за да воскресне некој, нели треба да умре една верзија, во мојот случај да умре една верзија од мене за да се роди нова и да се прероди нова, така и направив неколку драстични промени во мојот живот, во мојот лајфстайл и ете се си доаѓа на место. Како дојде до тоа? Каде се прили чашата, бидејќи ова е стварно голема промена за тебе. Ти беше личност секогаш во град, секогаш тука, со другари, присутен. Што е прили чашата? Што знам, едноставно не сакав прв да пијам и последен да си идам од сите работи, искрено да ти кажам. Прв почнав со пиење, последен си идев и некако почна срам да ме фаќа за тие работи. И алкохолот ми беше еден, да речам, голем непријател, ради тоа што ако ќе пиев, мислев дека сите ми се пријатели и другари, и сите ги сакав и сите ги почитував, уствари реално не е така, ме разбираш, некој дури го искористува баш тој момент на пијано да ме фатат за да договорам некоја работа со нив утрента, не можам да се повлечам, веќе сум го договорил тоа. И често знаев и на луѓето да им кажам ако си го договорил тоа со тој да си се најдеш, ме разбираш, ама ми беше некако во последно време ми стануваше многу тешко, немав никакви здравствени компликации, немав никаков проблем, едноставно само ми представуваше голем притисок што пиев алкохол и што требаше да станам утре ден и 2 дена поред да болувам и да се оправам. И прво таму тргнав, па после дојде постот велигденски, кај што тргнав го испостив цел пост и после постот викам што го издржав ова и ова да го откажам, ќе откажам цигари, 10 дена сум без цигари исто, така да најстрейт сум сега моментално. И тогаш бам, код ветро небо гром, дојде мојот спас, паскирам во мало бебе усон. Кој не кажува ништо, а сепак многу збори, почувам да гледам чисто очиве, не ми се ќори. Сега гледам дека така отворените со очите, размислуваш многу позрело и сето тоа. Од оваа гледна точка, кога мислиш дека ти бил најлош период од животот? Кога најмногу си грешил и сега вака кога ќе си го вратиш времето со ова размислување, кај ти оди паметот? Буквално ми оде од 23 до 25 години, мислам дека сум грешил. Не сум грешил, повеќе сум си штетил, сам на себе сум си наштетил. Јас на другите луѓе не сум нанесувал болката. Болката на другите луѓе им била тоа што ме гледаат мене како се уништувам. Највеќе им била таа болка на другите луѓе околу мене. Ама мислам дека тоа е, значи пак ќе кажам, тоа е еден пат и една школа која што си има цена и ако ја исплатиш цената, мислам дека ќе искочиш подобра верзија за себе и за сите останати. И не би менувал ништо, затоа што можеби ако не сум ги направил тие работи, тогаш би ги правил сега е многу полошо да ги правам тие работи, например, затоа што сепак имам деца, жена, нели на нив може да им наштетам и на сам себе, па да ги оставам, не дај Боже, без татко. Од тие некои причини... Немој до таму. Па од тие причини прекинав, ме разбираш, ке пивнеш 2-3-5 и ке влезеш у кола, можам да возам, тука се дешава проблемот, ме разбираш, и затоа на тие работи многу размислував и тоа ми беше највеќе страф и реков, ке завршам све и тоа е. А мислиш ли дека стварно човек може да се смени од вака или така, пошто еве српската поговорка, вук менја длако, нарав никад. Дали според тебе тоа е точно или не?
Не, јас имам една друга поговорка по која што се водам, а тоа е дека секој грешник има иднина и секој светец има минато. Значи секој што грешил може да се опри во иднината, а секој што е светец во минатото, значи грешил за да стане светец. Така да мислам дека тоа е една многу посилна поговорка, ради тоа што ние сепак сме луѓе, можеме многу лесно да се прилагодиме на сите ситуации. Ја тоа им го кажам на сите околу мене, чим јас можев, а луѓето околу мене ме знаат каков човек бев, може секој. Така да мислам дека тоа е едно од работите која што треба да ги мотивира луѓето за да станат подобри, едноставно да веруваат во промени и ќе се промени. Добро, ете ќе ги трнеме малку моралниве теми. Кажи вете за музиката. Имаше долга пауза. Гледаме, имаше 2 песни така, 2 сингли објавено. Да. Кој е планот за војднина? Гледаме исто на социјални мрежи, на стори, ни откриваш некои ситници, некој Лоло, Мила, што е тука планот? Види, напред... Чекај, плюс и ова да го споменам, имаш сега и твое студио, така, сами ги продуцираш и песните. Види, пробувам да се најдам во тоа, затоа што некако музиката ми е тој, ајде да речеме текст, пишување текстови, тие работи ми се природно и веќе ми е, да речам, нормално да го правам тоа. Ама сега продукцијата ми е малце поинтересен дел. И баш тоа почнав да го правам, направив своје студио, снимам таму, работам и сега процесот на вадење песни ми е многу побрз. Не знам како да ти објаснам, ја снимам, ја правам, можам да ја извадам во секој момент. Да, најавувам 2 нови песни, сакав да видам луѓето за која се позаинтересирани на Инстаграм, ставив како пул да гласаат, ставив 2 снипета, ама изгледа ќе ги извадам во исти ден 2 песни, така и планирам, една разлика, не знам, дали може у исти саат да бидат или разлика 1 саат една од друга. И летни песни се убави, затоа што сакав да им го привлечам вниманието со овие 2 песни со Листот и со Воскресение, како теми за каде сум бил до сега и што сум правил, а сега натаму ќе идеме во тој некој, да речам, поеволуиран таско и по етичен таско, да го кажам. Слушна мојот плач, станува фјак, со секој нов ден, секоја зора, сватив животов е борба и ја морам да се борам. Сега имам зашто, имам свое поколение, ова е новиот живот, моето воскресение.